Наоѓајќи се во петтиот ден од страдалната седмица, Велик петок, православната црква го чествува споменот на преподобниот Марко Трачески. Велик петок на светите Христови страдања, петокот пред Пасха. Во светиот и Велик петок ги славиме светите, спасителни и страшни страдања на Господ Бог и Спасителот наш Исус Христос, кои што Он заради нас доброволно ги прими. Плукањето, биењето, шлаканиците, навредувањата, исмејувањата, багреницата, трската, сунгерот, оцетот, клинците, копието и на крајот крстот и смртта, а сето тоа се изврши во петок. Затоа богоносните оци ни заповедаа да вршиме спомен на се она што се збидна оној петок, со скрушеност на срцето и со умиление. Треба да се знае дека Господ беше распнат во шестиот ден, односно во петок, затоа што во почетокот човекот беше создаден во шестиот ден. И тоа што во шестиот час од денот он висеше на крстот, беше затоа што во тој час, како што велат, и Адам ги пружи рацете кон забранетото дрво, го допре и умре. Бидејќи требаше во оној час кога бидна падот, во истиот час да биде и пресоздавањето. Некои светители велат дека според известни преданија, на местото Голгота бил погребан од некој ангел самиот праотец Адам. А таму каде што е трупот, таму доаѓа и ореолот Христос, вечниот цар, новиот Адам, кој стариот и паднатиот преку дрвото Адам го исцелува со дрвото на крстот. Преподобен Марко Трачески се нарекува уште и Атински, според неговото родно место Атина. Кога таму ги заврши високите школи, родителите му умреа. Тој во себе помисли дека благовремено треба да се подготви за чесен излез од овој свет. Откако им го раздаде имотот на сиромашните, седна на една штица и тргна по морето со тврда вера во Божјата помош и молејќи го Бога да го одведе на местото кое што ќе биде угодно на неговата света волја. Промислителот Бог го одведе во Ливија или Етиопија, на планината наречена Траческа. На оваа планина Марко се подвизуваше полни 95 години и не виде таму ниту човек, ниту звер. Цели 30 години водеше страшна борба со демоните и се мачеше со глад и жед и жега и мраз. Јадеше земја и пиеше морска вода. После 30 години најжестоко страдање, демоните победени побегнаа од него, а ангел Божи почна секој ден да му носи храна во вид на леб, риба и овошје. Пред смртта дојде да го посети Свети Серапион, кој што потоа и го објави житието на овој чудесен светител. Марко го запраша Серапион: има ли денес христијани во светот кои кога би и рекле на оваа гора, дигни се одовде и фрли се в море, тоа и би се случило. Во тој миг кон морето се крена планината на која што самите седеа. А Марко замавна со раката и ја запре велејки: не ти зборувам тебе, врати се назад. Таква чудотворна сила имаше овој Божји човек. Пред смртта се помоли за спасението на луѓето и му ја предаде својата душа на Бога. Свети Серапион ги виде ангелите што ја зедоа душата на светиот Марко и раката што се пружи од небото за да ја прифати. Свети Марко поживеа 130 години и се упокои во Господа околу 400-та година. Господи,
Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ.